замоли да прочитам денес као контекст на денешната проповед. Ќе читам од Евреите 11 глава. Насловот на оваа глава, барем во оваа Библија, вика сведоци на делотворната вера. А верата е тврда увереност во она на која се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Зашто преку неа старите добија сведоштво. Преку вера разбираме дека вековите се создадени со Божјото Слово, така што видливото произлегло од невидливото. Преку вера Авел му принесе на Бога жртва подобра од Каиновата. Преку неа прими сведоштво дека е праведен, зашто Бог посведочи за неговите дарови. И преку вера тој уште зборува, иако е умрен. Преку вера Енок беше пренесен така, да не ја види смртта и веќе не се најде, зашто Бог го зеде, зашто пред неговото земање тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. А без вера не е можно да му се угоди, зашто кој му пристапува на Бога треба да верува дека има Бог и дека ги наградува оние кои го бараат. Преку вера Ној беше известен за она што уште не се гледаше, потикнат од стравопочитување. Приготви ковчег за спасение на својот дом. Со неа го осуди светот и стана наследник на праведноста, која е според вера. Преку вера Авраам послуша кога беше повикан да излезе на местото што требаше да го прими во наследство, и излезе не знаејќи каде оди. Преку вера се насели во земјата на ветувањето, како во туѓа, и се настани во шаторите заедно со Исака и Јакова, со наследници на истото ветување, зашто бараше град со основи, кому Бог му е градител и творец. Преку вера и самата Сара доби сила да зачне во напредната возраст, откако го сметаше за верен оној кој беше ветил. Затоа од еден, и тоа речиси мртов, се намножи многу народ, како небесните звезди и како песокта на морскиот брег, што не може да се изброи. Сите овие умреа во вера, не добивајќи ги ветувањата, туку само оддалеку ги видоа и ги поздравија, и исповедаа дека се туѓинци и предојденици на земјата. Зашто кои зборуваат така, покажуваат дека ја бараат родината. Иако при тоа мислеле на она од која излегле, има време да се вратат, но сега копнеат по подобра, односно по небесната. Затоа Бог не се срами од нив да се нарече нивни Бог, зашто им приготвил град. Преку вера Авраам, кога беше испитуван, го принесе Исака, и тој ги прими ветувањата, го принесе својот единороден син, кому беше речено: во Исака ќе биде наречено твоето семе. Тој помислил дека Бог може и од мртвите да воскреснува. Затоа го прими и како преобраз на воскресението. Преку вера Исак ги благослови Јакова и Исака и во однос на идните нешта. Преку вера Јаков, умирајќи, го благослови секој Јосифов син и му се поклони на Бог, подпирајќи се на врвот од својот стап. Преку вера Јосиф на умирање спомна за излезот на Израелевите синови и даде заповед за своите коски. Преку вера Мојсей, кога се роди, неговите родители го криеа 3 месеци, зашто видаа дека детето е убаво и не се уплаши од царевата заповед. Преку вера Мојсей кога порасна, одби да го наречуваат син на фараоновата ќерка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Зашто колењето на Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства, зашто ја имаше предвид наградата. Преку вера го напушти Египет, не плашејќи се од царевиот гнев, зашто издржа како да го гледа невидливиот. Преку вера ја прослави Пасхата и изврши попрскување со крв, за да не го допре оној кој ги сотруваше праворедените. Преку вера поминаа преку Црвеното море, како по суво. Египтјаните, кога се обидоа, се издавија. Преку вера паднаа Ерихонските ѕидови по 7-дневното обиколување околу нив. Преку вера блудницата Раава не загина со непокорните, зашто ги прими согледувачите со мир. И што да речам уште? Зашто нема да има доволно време кога би почнал да раскажувам за Гедеона, Варака, Самсона, Јефтаја, Давида и Самоила и за пророците, кои преку вера победија царства, извршија правда, добија ветувања, затворија уста на лаови, ја угаснаа огнената сила, ја избегнаа острицата на мечот, немоćни станаа силни, стануваа силни во бој, ги натераа во бегство туѓите војски, жени примија своји воскреснати мртви, а други беа мачени и не се избавија, за да добијат подобро воскресение. Други доживеа подигрување и удари, а покрај тоа и окови и темница. Беа каменувани, со пила, резани на две, на искушенија подложувани, умираа од меч, скитаа во овчи кожи и во кози кожи, во оскудниот, во невојди, во лоши постапувања. Оние за кого светот
за кои светот не беше достоен, скитаа по пустините и по горите и по пештерите и по земните јами. И сите тие, иако се посведочени преку верата, не го примија ветувањето, зашто Бог предвиде нешто подобро за нас, тие да не дојдат до совршенство без нас. Амин. Сакам се помолам само за почеток и Татко, фала ти за оваа нова можност што ти ни ја даваш, да може да слушнеме од твојот збор и како овие стварно ова цел Стар Завет во една глава може да видиме, Боже мој, за сите тие сведоци на верата во тебе. Јас се молам да ова проповед денеска што ти имаш тајно на срце на пастор Живко, јас те молам да допре до нас, Боже мој, и да и со вера, Боже мој, да прифатиме и да одиме и напред. Зацврстувај нашата вера во името на Господ Исус Христос, се молам за тоа. Амин. Фала многу, Трајче. Ми значеше тоа читање, да се големо беше, долго. И докато кога го замолив Трајче да прочита, викаве најмалата глава си ја земал, 40 стиха. Малце подолга. Не знам колку од вас сте ја прочитале Библијата цела. Ви охрабрувам да ја читате во целост Библијата, затоа што е прекрасна книга, животодавна книга. Но тие што сте ја читале цела Библија или што сте... Океј, тие што не сте ја читале цела Библија. Сакам да ве прашам, да биете искрени. Кој ви е најдосадниот дел од Библијата? Се немојте да биете преддуховни да ми кажете дека све е најинспиративно во Библијата. Родословијата. Па и за мене се родословијата. Тие што не знаете, родословијата се делови од Библијата кога се набројува потомството. На тој му се роди тој син, на тој син му се роди тој, на тој и така крај нема. Искрено да ви кажам, не знам остилот, не знам кој направил толку труд за да ги запише сите тие имиња. Верувам дека е тешка работа. Тие некои имења мене ми се тешки дури да ги прочитам, камо ли да ги запамтам па да ги пишувам после. И не знаеме колку се значени или колку не се значени. Но има некои причини зашто родословијата постојат. Првата работа. Библиската приказна не е митологија. Саѓате ли? Библиската приказна е историја. Библиската приказна не почнува како приказна за Црвенкапа. Си била еднаш Црвенкапа, кој знае кога, и приказната за волкот и бабата. Библиската приказна е историја. И тоа што библиските писатели се обидуваат да го кажат дека таа историја е вистинска затоа што има поколенија и поколенија и поколенија кои се запишани и кои го искусиле тоа. Значи една работа е дека не е митологија, туку е историја. Втората важна работа е зошто стојат сите тие имиња таму, е затоа што Бог одлучил да работи преку луѓе и да има сведоци за таа работа. Сведоците за Божјото делување во Библијата се многу важни. Многу важни. За се што денес ние зборуваме и размислуваме е нешто кое некој пред нас го искусил и го запишал, па ние денес можеме да го прочитаме и да се поучиме. Сведоците се многу важен аспект од Божјата мисија во овој свет. Тие се важен дел од верата. Божите сведоци на земјата, или онака како што Библијата со старогрчкиот збор ги кажува мартурео, кој на македонски е преведен како маченици, се мажите и жените во историјата на светот кои стоеле цврсто во верата и не се поколебале, макар тоа да значило и откажување од некои драгоцени нешта, како дури и својот живот. Зборот мартурео ние го преведуваме како маченик, иначе изворно знаете ли како се преведува тој збор? Сведок. Ние кога ќе кажеме мартурео, кога ќе го прочитаме Библијата, веднаш мислиме на луѓе кои се измачувани и така и затоа ги викаме маченици. Библијата во оригинална смисла нагласокот не е на измачувањето и на смртта и така натаму, туку на сведоштвото. Тие биле сведоци на Божјото делување. Тие се Божите сведоци овде на земјата. Тие се Божите мартурео, Божите сведоци. Божите сведоци на земјата се
Божјото одбрано друштво на земјата. Бог си има своја заедница на земјата и тоа се неговите сведоци. Од самиот почеток на библиската приказна, ние можеме да видиме Божјата намера да подигне народ за неговото име. Тоа е еден теолошки концепт, библиска теологија, ако учите, ќе видите дека тоа е една важна тема која се провлекува низ целата Библија. Од самиот почеток, од моментот кога Бог создава Адам и Ева паѓаат во грев, од тој момент Бог ветува спасител. Бог од самиот почеток подига народ кој ќе го носи неговото име. Најпрвин тој повикал поединци, ќе го повика Ное, ќе го повика Авраам. После преку Авраам тој создава народ, го создава израелскиот народ, кој подоцна го избавува од Египет. И поентата е да го носи Божјото име. Господ го гради шаторот за да може неговото присуство да биде таму. Ковчегот на заветот, неговото присуство е таму. Бог сака да се објави преку тој негов народ на целото создание. Бог прави едно одбрано друштво да се објави на земјата и тоа одбрано друштво да ја донесе обновата на целата земја. Јас го избрав терминот одбрано друштво, тоа е мој термин, тоа не е библиски термин. Јас си го одбрав терминот одбрано друштво. Ќе ви кажам и зашто. Овој термин го одбрав со намера да е нагласен привилегијата и посебноста за тоа да се биде дел од Божјото земјиство на земјата. Огромна привилегија, фалат рече. Огромна привилегија е да се биде дел од Божјото семејство на земјата. Огромна привилегија. Тоа дава чувство како да Бог од таа огромна толпа на земјата тебе ти дава едно посебно значење. Едно посебно значење. Ти си посебен во Божите очи. Ти добиваш од Бог едно посебно внимание. За Бог ти си посебен. И гради со тебе еден посебен однос. Привилегиран си од самиот почеток. И Бог тебе те гледа како нешто многу посебно. Затоа јас го одбрав терминот одбрано друштво. Сакам да образложам што одбраното друштво не значи. Тоа е многу важно. Што не е одбраното друштво? Одбраното друштво во никој случај не значи некаков црковен елитизам. Некоја црковна прва класа на луѓе. Одбраното друштво не е тоа. Одбраното друштво не е, еве ќе дадам некои примери од Библијата и некои примери од нашиот живот. Одбраното друштво не се фарисеите од Библијата. Знаете, некоја верска елита или некои верски водачи. Во времето на Исус тие постојано нагласувале дека има огромна разлика помеѓу нив и обичниот народ. Тие нагласувале: ние сме тие кои го држиме законот, ние сме тие кои сме чувари на не знам што и така натаму. Ние сме посебни. Тие кажувале дека они се посебни. Со секое дело што ќе го прават. Дури со давањето на милостина, тие сакат сите да видат дека они дават милостина. Дека они се молат, на сред улица ќе застанат, ќе се молат. Они се посебни. Саѓате ли? Значи, одбраното друштво во овој контекст не значи некаков црковен елитизам во тој контекст. Дури и во Библијата, во Јовановото евангелие, кога Исус ги отвара очите на слепородениот, го исцелува, и кога тие верските водачи кажат: добро, што е работа се, зошто овој ти исцели у сабота, не у петок, у сабота не смее, нели они го знаат законот. И овој слепородениот им се чуди, вика: како е можно вие верските водачи да не знаете за таа работа? Не ми е јасно. И они го слушаат како овој зборува, и викаат: абе, ти на нас ќе ни кажеш? Па ти си во греф роден, бе, па ти си слеп роден. Ние знаеме. Ние сме чедата на Авраам. Они се таа елита класа. Тоа не е одбраното друштво. Втора категорија. Царевите. Одбраното друштво не зависи од статусот кој го наследуваш или важноста која имаш овде на земјата. Статусот кој го имаме овде на земјата апсолутно ништо не зборува за тоа кој си ти во Бог. Апсолутно ништо. Кој сакаш биде овде на земјата. Можеш да не бидеш дел од Божјото одбрано друштво. Имаше еден пример кога еден американски председател на почетокот на 20 век, заборев кој беше, човекот секоја недела се одел во една црква
И пасторот на таа црква честопати луѓето ќе го запрели и ќе го прашале, абе, председателот ќе дојде ова недела од црква. И пасторот, духовит, кажал, абе, не знам председателот дали ќе дојде, ама Бог сигурно ќе е таму недела. Знаете, копнеме по некој статус, копнеме по некаква големина, по некаква династија која ќе имаме како дел од нашето семејство. Знаеш, кај потекнам јас, бе? Каква историја ние имаме во семејството. Ќе ви кажам дека сето тоа е неважно, релативно. Ништо не значи. Па и да ви кажем, и Бог не се грижи за таа работа. Бог никако не гледа на твојот надворешен статус, ниту на тоа што ти го наследуваш. Одличен пример од Библијата е моментот кога пророкот Самуил го гледа царот Саул и таму во библиската приказна кажува дека царот Саул бил една глава повисок од сите мажи во Израел. Значи бил прекрасен. Абе што да ви кажам? Рад човек. Ама Бог наместо Саул за цар го одбира Давид. Давид најмалиот од неговите браќа. Оној овчарот кој го пратили таму да ги чува овците. Не го бивало ни дома да седи. Бог вика, јас го сакам Давид. Самуил не му е јасно што е работа. Бог вика, јас гледам на срце, не гледам на надворешност. Статус ништо не ми значи. Божјото одбрано друштво не е ни тоа. Не е ни твојот надворешен статус. Трета категорија. Богатите. Понекогаш Бог во својата служба ги повикува и најбогатите, а понекогаш ги повикува и најсиромашните. За Божјото одбрано друштво, финансиската моќ не игра апсолутно никаква улога. Дали си богат или сиромашен. Всушност, финансиската моќ може да представува неверојатна пречка на патот да се биде во Божјото царство. Може многу голема пречка да биде. Но тоа не значи дека сиромашите по автоматизам некако трчат по тој пат од друга страна без проблем. Ни тоа не значи. Богатството не значи ништо. Ниту е доказ за некаков благослов или препознавање од Божја страна да кажат, еве го, ова е супер, сега ќе го благословам. Нека има колку сака. Ништо не значи. Четврта работа. Здравието. Ова недела беше денот, имавме ден за лицата со попреченост. Дали мислиме дека здравието е некаква гаранција или дека болеста или инвалидитетот е некаква попреченост за тоа да се биде дел од Божјото одбрано друштво? Дали го мислиме тоа? Некои од најсилните луѓе се токму луѓето со попреченост. Некои од најсилните. Се сеќавам како тинејџер кога одевме со татко ми во заводот за рехабилитација во Банско, тоа беше место каде што живееа многу инвалиди, со секав инвалидитет. Имаше таму луѓе кои беа со мал инвалидитет, па дури имаше и луѓе со ментален застој, но имаше и луѓе со 90% инвалидитет. Имаше секакви луѓе таму. И со татко ми таму секоја недела, попладне, одевме да им служиме на тие луѓе таму. Ми текнува дека јас како тинејџер, знаете, имав вера во Бог и викам сега ќе одиме таму тие луѓе ќе ги освежиме, пошто они страдат цело време. Тој муабет си го правев во главата. Одиме таму, не само што не ги развеселивме нив, туку тие нас не развеселија. Со каква радост не примија, со каква радост поминавме таму. Татко ми ќе зборуваше нешто и јас после ќе водев славење, тоа ми беше моја служба, со гитарче свирев таму. Беше еден прекрасен момент да видам како тие луѓе кои имаат милион попречености, едноставно се радуваат и Господ ги користи за негова слава. Една од тие личности која ја познаваме, со која реално ќе имаме и настан тука 21 јануари во Скопје, ќе ви кажам и за тоа, е Роза Мојсовска. Тој има неверојатен талент, со низината уста црта неверојатни уметнички дела. Пишува поезија. Роза е дел од Божјото одбрано друштво и е глас на надеж. Низината попреченост, здравие, што е да е, ништо не значи за тоа. Апсолутно ништо. И последната група која сакам да ја нагласам дека не е Божјото одбрано друштво, се фанатиците, тие што се фанатици.
Често пати мислиме дека тие што се вистински верски фанатици, најпредадени, некако се Божјото одбрано друштво. Овие се некако затуцени у таа работа, ништо друго не ги интересира. Кога некој е многу религиозен или посетен, или слави се што може да се слави, сите може слави ги прави, или чита се што може да се чита, знаете, некои од тие се обидуваат да бидат по-христијани од Христос, да ви кажам искрено. Се обидуваат. Во времето на Исус токму верските фанатици, кои верата ја преточеа во безброј правила, токму тие правила, кои тие ги преточеа во својот живот, стоја на патот да го препознаат Месијата дека е дојден. Токму тие правила, токму верските фанатици. А што значи тогаш да се биде дел од Божјото одбрано друштво? Трече читаш еден подолг текст и верувам дека ако сте ја читале Библијата, во вашата глава ќе има една хронологија, како што Трече читаше, Авел почна, Ное, Мојсей, Аврам, Мојсей и така натаму. Едноставно има една хронологија, ја гледате приказната пред своите очи. Е прекрасна приказна. Таму, та 11 глава се вика на евреите е глава на хероите на верата. Таму се спомнати хероите на верата. Од тој текст, веднаш на почетокот, почнува текстот со една многу позната, многу интересна личност. А тоа е Авел. Тој е второродениот син на Адам и Ева. Беа први двајца браќа, Каин и Авел. Каин го уби Авел. Ава се гледа како еден прототип на тоа што значи да се стои во тоа одбрано друштво во Божјата заедница. Знаете ли дека Авел во Библијата не кажал ниту еден збор? Неговото име значи ништо. Авел во превод на македонски значи ништо. Тоа значи Авел. А тој е еден прототип на човек кој е дел од Божјото одбрано друштво, еден херој на верата. Сега, како прва работа, за да ви докажам тоа што ви го зборував до сега, што не е дел од Божјото одбрано друштво, прва работа, Авел како прво не е првороден. Во библиско време тоа значи многу. Да се биде првороден, значи да се биде наследник на богатството кој го има таткото, на целото богатство. Второродениот и другите добиваат дарови, не наследство. Авел не е првороден. Тоа значи дека нема некој наследен статус кој ќе му дава значење. Нема природно наследство на кое може да се подпре. Значи Авел не е првороден. Втора работа, тој е пастир. Тоа значи дека Авел е во едно постојано движење. Тој не седи на едно место. Тој нема своја територија. Нема јасни граници на моќ и владење и на поседство. Тој целосно, во тој момент како пастир, зависи целосно од Божјото провидение. Целосно. Дали ќе има трева за неговите овци, дали ќе има вода, дали ќе има што и да има, зависи целосно од Божјото провидение. Трета работа. Авел беше убиен. Тоа значи дека тој не е моќен да се заштити сам. Тој не беше доволно моќен да се заштити сам. Четврта работа. Тој не зборува за себе. Во неговата приказна, која е многу кратка во Библијата, тој не кажа ниту еден збор, апсолутно ниту еден збор. Тој не зборува за себе, туку Бог зборува за Авел. Многу важна работа. И последна работа. Тој не ја зема правдата во своји раце, туку Бог ја носи правдата за него. Ти се некои важни карактеристики за оние кои се дел од Божјото одбрано друштво. Приказната за Авел, еден познат писател ја нарекува како приказна без дно. За секој кој е набројан во листата, може да се видат од оваа листа на 11 глава од Евреите, што Трајче читаше, може да се видат карактеристики со кои се окрасени Божите херои на верата. Оние за кои самиот Бог посведочи во историјата. Го имаме и Мојсей, како еден познат пример.
Мојсей кој беше син на керката на фараонот, посвоен син, но бидејќи е посвоен, тој е наследник на тоа што фараонот има. Се вели дека тој го отфрли тој статус за да се поистовети со Божиот народ кој тогаш беше во робство. Ги отфрли сите тие придобивки што ги имаше за да го гледа наследство, нераспадливото наследство кое тек доаѓаше за во иднина. Евреите 11 глава. Зборот мартурео. Тоа можеби што ние сме навикнати е тоа да Бог има сведоци на земјата, Бог да има маченици на земјата, кои преку историјата на црквата сме ги викале маченици или нашки сведоци или маченици. Сепак во денешниот текст има нешто што е многу чудно ако не го забележите, ако е според мене е многу важно. Преку сите тие историски личности и што со нив се случува фактички, тоа што е интересно дека на самиот почеток, почнувајќи од Авел, дека за верата на Авел, знаете ли кој посведочи? Кој беше сведок за верата на Авел? Беше Бог. Бог беше сведок за верата на Авел. Ако користиме зборот кој ние сега го користиме за сведок, мартурио, маченици, тоа во тој случај ќе кажеме Бог беше маченик или сведок за Авел, за верата на Авел. Ја потврди верата на Авел. Бог беше сведок за нивната вера. Бог посведочил за нив дека нивната вера е правилна. Понатака ние сме повикани да го следиме нивниот пример. Затоа писателот на Евреите ги набројува нив. Затоа сега нашата вера треба да оди до крај, бидејќи преку толку многу сведошта ние можеме да видиме што Бог прави и да бидеме сигурни дека тој тоа што ветува и ќе го направи во продолжение. Од оваа глава сакам да научиме 3 нешта кои се клучни за нас денеска. Првото нешто кое сакам да го научиме од оваа глава се наоѓа во Евреите 11 глава 6 стих. Вели вака: а без вера не е можно да му се угоди на Бога. Бидејќи они кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Тоа е првата работа. Без вера не е можно да му се угоди на Бога. Тоа е едната работа и Бог ги наградува оние кои ќе ја положат нивната вера во Него. Во моментов една од најраширените доктрини во светот денес е доктрината за спасение преку делата. Тоа е моментално најраширената доктрина во светот. Тоа е доктрината дека човекот верува дека се спасува според своите дела. Јас правам, јас сум спасен. Луѓето денес, без разлика дали се во црква или надвор од црквата, најмногу им веруваат на своите раце, на својот памет, на своето расудување, на своите очи. Најмногу. Најмногу веруваат на тоа. Читав едно интервју со Златан Ибрахимович, што е фудбалерот што е. Меѓу прашањето кои му ги поставија, беше прашањето дали веруваш во Бог. Тој кратко одговорил вака: не, верувам само во себе. Тоа е доктрината за спасение според дела. Верува во себе. Во црквата таа доктрина може би не звучи толку грдо, како одговорот на Ибрахимович, каже, да, ова е ненормално. Но во црквата таа доктрина се гледа преку некаква самоправедност. Тоа е доктрината на спасение преку дела. Самоправедност. Јас ги знам работите. Јас знам што е исправно, што не е исправно. Гордост. Гордоста, знаете ли што значи? Исус умре за сите и самоправедност тоа значи. Исус умре за сите освен за мене. Јас сум си сам праведен. Или некој црковен елитизам. Црковниот елитизам кај нас, у кој луѓето својот статус во црквата го генерираат преку тоа што ќе кажат јас сум одамна во црква, јас сум поминал многу. Јас не можам да учам од тебе, ти си само 2 дена во црквата. Јас не можам да градам однос со тебе, ти не знаеш ништо, јас
Сеќате ли? Моментот кога ќе направите мала групичка, елитна група во црквата и немате трпение за никој кој е надвор од таа елитна група, тоа е другата страна од паричката на доктрината за спасение според делата. Тоа што Златан Ибрахимович ќе каже, јас не верувам во Господ, верувам само во себе, во црквата луѓето го кажуваат тоа на овој начин. Самоправедност, гордост или црковен елитизам. Тоа е доктрината според делата. А што вели писмото? Забораваме една важна работа по прашање на изворното христијанско верување. Единствено преку вера, а не преку дела, може да му се угоди на Бог. Единствено преку вера. Секако верата, овде што е спомната, не е некаква абстрактна дефиниција во која секој си дефинира што тоа би значило. Јас верувам. Во што веруваш? Тоа се јас си верувам, јас си знам. Не. Тука писателот јасно дава до знање дека верата на сите тие кои била спасовосна вера, за сите тие кои се наброени овде, можеше да се види во нивниот живот. Со други зборови, нивниот живот се дочеше за верата, која тие ја имаат целосно положена во Господ. Гледајќи на животот на тие луѓе од страна, може јасно да се види нивната вера. Тоа не е некоја абстрактна вера, јас си верувам, не гледаш што правам, ама јас си верувам. Не. Верата која е преточена преку животот. Тие живеат како да е Бог нивниот работодавец. Така живеат. Живеат како да е Бог нивниот градоначалник. Така живеат. Тие живеат како Бог да е дел од оваа црква тука, како да секоја недела Бог е тука во црквата со нас. И знаете ли што? Бог е тука секоја недела во црквата со нас. Но тие луѓе така живееле во константно присуство на Бог. Без разлика дали се во црква, дали се на работно место, дали се пастири, дали некој ги гледа или дали некој не ги гледа. Тие така живееле. По вера, дека тие се во константно присуство на живиот Бог. По вера, а не преку дела. Не се работи само за тоа да кјутите да не снајде нешто лошо, туку да веруваме и да се радуваме бидејќи Бог ги наградува оние кои го бараат него преку вера. Бог ги наградува. Да не бидеме лажно скромни. Тука сме за колку, нели, како да кажам, да избегнеме. На цело време сме на линија некаква на живот и смрт, да избегнеме. Не. Бог не повикува живот на полнота и живот исполнет со радост. Втора работа. Тоа е интересно во овој текст. Евреите 11 глава 16 стих. Вели вака: но тие сакаа подобра, се вели за хероите на верото, односно небесна татковина. Со други зборови, тие се откажаа од многу земни работи, затоа што ја сакаа небесната татковина. Она ветување кое доправа доаѓаше. Затоа и Бог не се срами да се нарече нивен Бог, бидејќи им има приготвено град, им има приготвено живеалиште на тие луѓе. Затоа што тие луѓе не им беше гајле и нема никаков страв да се откажат од било кое удобство, од било која, како да кажам, статус, богатство, што и да е, дури нивниот живот за Бог. И затоа Бог не се срами да се нарече јас сум нивни Бог, јас сум нивни спасител, јас стојам со нив, јас ќе се поистоветам со нив, јас ќе посведочам за нивната вера. И Бог за тие луѓе има награда, тој гради живеалиште за тоа негово одбрано друштво. Бог со радост и со задоволство ќе се нарече твој Бог. Ти си му угоден на Бог преку твојата вера. Не се работи за тоа Бог да има некој одреден критериум кој мора да се исполни и сега гледа дали си со сиот твој труд се трудиш и си ја поминал таа критична линија на доволно добар, за како еден од тие стари учители да ти даде прелазна оценка двојка, ама многу неволно. Седи двојка. Помина, ама да знаеш двојка е. Ако така го замислуваме Бог, не сме ја разбрале поентата. Повторно се подпираме нашите дела на нашата сила. Повторно. Бог е оној кој со радост ќе каже дека си негово дете,
Затоа што наспроти течението и наспроти сите човечки мудрувања, ти си ја положил твојата вера во него, без разлика на твојата состојба на тоа колку си добар и свет според стандардот кој ти го имаш во глава. Без разлика на се, без разлика на тоа колку мислиш дека ти си извалкан, без задршка одиш и бараш од Господ да биде твој татко. И е целата вера. Не ја полагаш на твојата чистина и на твојата добрина, затоа што твојата добрина е никаква пред Бог, колку и добар да бидеш, туку целата вера и надеж ја полагаш во Бог, кој гледа преку твојот грев, кој гледа преку твојата нечистотија и го гледа директно твоето срце. И ја гледа твојата вера која полагаш директно во него. И затоа Бог нема да се срами да каже: ова е моје дете. Ова за него јас сум негов Бог. Нема се срами. Па макар ти да го имаш и најгрозното минато што го имаш во светот. Според тоа, каде се наоѓаш ти во верата сега? Дали Бог мислиш дека се срами да се нарече твој Бог? Дали Бог со задоволство ќе погледне и ќе посведочи дека, како и во случајот на Јов, кога тужителот, кога сатаната дојде кај Бог, Бог му рече: абе го гледаш ли мојот слуга Јов? Нема поправеден од него на земјата. Тој е моје дете, тој е мој човек на земјата. Што мислиш, како Бог сега гледа на тебе? Дали се трудиш да живееш некој доволно добар живот и со твоите дела да го заработиш тоа што Бог сака всушност да ти го даде по благодат? Трета и последна работа од овој текст. Фани во петок се враќаше од Хрватска со кола и ми кажа дека последните 3 часа возење биле ужас, затоа што имало многу магла и многу снег. Светлата на нашата кола не се најдобри, па ако се обидеш за време на магла да ги вклучиш долгите светла наместо кратките, маглата ја одбива светлината и става уште полошо. Ништо не гледаш. Маглата која е твојата сеопфатна реалност во тој момент, тоа е реалност во која се наоѓаш. Почнува да ја рефлектира твојата светлина назад и уште повеќе те заслепува. Помагала може да бидат некакви магленки, тоа што имаат колата од доле, некои светленца што ќе го осветлуваат патот, но тие се добри само за следните неколку метри. Не го гледаш пейзажот пред тебе. Вистинското решение е само ако маглата се крене во целост, за да можеш да го видиш и патот, и околината, и се останато. Нема друго решение. Решението е да се дигне маглата некако. Но ти не можеш тоа да го направиш. Кога поминуваме во животот и низ животот, исто е наш животен пат, понекогаш влегуваме така во магловити подрачја во нашиот живот. Магла. Одеднаш се наоѓам во некоја магла, ништо не гледаш пред тебе. Се обидуваш со твоите мудрувања да пуштиш некои маглинки, па долги светла, да видиш што имама не иде. Некако уште полошо станува. Се обидуваш да видиш кој е следниот чекор, не знаеш. Не знаеш ни кај се наоѓаш. Токму овој дел од Библијата, кога го читаме, 11 глава во Евреите, 12 глава во Евреите, треба да прави една огромна разлика во нашиот живот. 11 глава од Евреите е како кревање на таа магла над нашите глави и ние сега можеме вистински да видиме што се случува околу нас. Тој како Бог преку својата благодат да ја подигне таа магла, да го видиме нешто животно патешествие. Бог сведочи за луѓето кои оделе по овој земен пат во верата пред нас. Сега тој сведочи и за нас, за да знаеме дека чекориме по тој пат. Преку сите тие примери Бог на некој начин ти кажува: не се секирај, на вистинскиот пат си. Може би магла има сега, но тие што дале пред тебе, јас посведочив за нив. На вистинскиот пат си. Има мрачни периоди во кои и забораваш зошто го трпиш ова што го трпиш.
од која причина, за која цел се изложуваш на тој притисок да бидеш верен следбеник, верен христијанин, верен во Божјото провидение. А 12-та глава, 1 до 3 стих вели вака. Затоа, после оваа 11 глава, кога се набројани сите тие херои на верата, се што Господ посведочи за нив, писателот вели вака, затоа и ние, еве не сега, маглата се крива. Имајќи толку многу сведоци, да отфрлиме од себе секакво бреме и грев, зашто лесно се прилепува за нас, и со трпеливост да побрзаме кон предстојната борба. Има борба пред нас. Треба да побрзаме да се бориме. Имајќи го пред очи кого? Зачетникот и довршителот на верата, Исус. Тој е почетокот, тој е крајот, кој поради неговата идна радост претрпе крст, занемарувајќи го срамот и седна од десната страна на престолот Божи. Исус, Божиот Син, кој заради идната слава верно чекореше по тој пат по кој чекореше, кој за него значеше крст и срам, тој го претрпе тоа до крај, верно следејќи го секој чекор, за сега да седи од десната страна на Бог Отецот. Вели вака, мислете на оној кој од грешниците претрпе над себе си таква поруга, та да не ви дотегне и да не станете малодушни, да не се обезхрабрите. Тогаш кога одите во магла, тогаш кога не знаете кај сте, тогаш кога не знаете зошто поминувате низ тоа што поминувате, тогаш кога се наоѓате во некаква депресија, тогаш кога имате макини животот, тогаш кога поминувате низ разни болести, тогаш кога не знаете кој е следниот чекор. Писателот вели, очите директно во Христос, затоа што тој е зачетникот и довршителот на нашата вера. Само преку вера во него ние нема да се обезхрабриме. Затоа што има иднина која Господ има за нас, живеалиште кој тој го гради за нас, кој е многу поскапоцено од се што ќе имаме овде на земјата, од било кој статус кој ќе го имаме, од било кој финансии кој ќе имаме овде на земјата. Почетникот и завршителот на нашата вера. Во Христос Бог ја потврди верата. Во Христос Бог посведочи за сите оние кои пред него ја положија својата вера во Бог и кои гледа на Божите ветувања. Мартурео. Сега сакам, која веќе ја кренавме маглата, да ви кажам нешто, да ви кажам на тајна. Понекогаш поминуваат месеци, а понекогаш дури години, не оѓај се во магла и не знаејќи дека можеби одиш рамо до рамо со царот Давид, одиш рамо до рамо со Авраам, стоиш рамо до рамо со Авел, стоиш рамо до рамо со Енох. Се додека Бог не ја крене таа магла и разбереш дека навистина си дел од Божјото одбрано друштво на земјата. Кога Господ ќе дигне таа магла, ќе видиш дека, вау, не да не сум сам, јас сум во одбраното друштво на Бог овде на земјата, одам заедно со Живко, со Трајче, одам заедно со Авраам, одам заедно со Јосиф, со Мојсей, сите одиме по истиот пат, бидејќи тоа е патот на верата. И дестинацијата е една, Божјото живеалиште, кој тој го има за секој еден од нас, кој тој го припрема сега за нас.